Почитувани гледачи, добро вечер од мене Александар Вечиклиски, ова е најновото издание на Проверитас. И во него ќе разговараме за повеќе актуелни општествени теми, прашања кои што се дел од секојдневието во кое што живееме. Знаеме дека Република Македонија е социјална држава и по тој повод вечерва во студиото на Проверитас наши ваш гостин, моје големо задоволство, е актуелниот заменик министер за социјални политики, демографија и млади Ѓоко Велковски. Добро вечер и добро дојдовте во Проверитас. Ти благодарам први за поканата, добро вечер и е за прв пат можност во вашиот подкаст да бидеме и да можеме дел од и ова социјалните теми кои што ги за сега претпоставам дека голем дел од нашите граѓани да ги слушнат и најдиректно преку и вашиот подкаст. Апсолутно се согласувам со тоа. Ѓоко ќе биде, може Ѓоко да се обраќаме за еден поблиски до гледачите. Ти издадеме една мала тајна, јас и Ѓоко се знаеме 40 години. Чаирчани двајца, луѓе кои што потекнуваат од Чаир и кои што нели го дишат Скопје уште до ден денеска. Ајде да почнеме со темите. Ѓоко, една од клучните најчувствителни теми денеска е семејното насилство, за жал. Ти често потенцираш дека насилството не е приватна работа, туку општествен и системски проблем. Како општество и институции можеме поефикасно да се справиме со овој феномен? Знаеме дека во последно време сме преплавени со случувања на семејно насилство и слични работи кои што вака се и непријатни и за гледање и за слушање, нели? Од тоној момент кога одлучивме како држава, затоа и го говориме дека е системски проблем, дека не е само личен и семен или на едно семејство или на двајца луѓе во тоа семејство, кога одлучиме заедно како држава со владата, вклучувајќи тука во голема мера и Министерството за внатрешни работи, нели како први на линијата, дека ќе правиме навистина големи промени во елемент, започнаа нели оние пријави секојдневни билтените да се исполнуваат на Министерството за внатрешни работи, односно СВР низ Македонија, да бидат нели со неколку случаи на ден. И претпоставам дека од онаа кампања која што започнавме, за жал, после неколку немили настани кои што нели ги имавме во Македонија. Да, во март почна постапката. Во март почна акцијата. Акцијата започна и гласно говориме сите што сме вклучени страни. Најмногу нели засегнати Министерството за внатрешни работи, Министерството за социјална политика како најдиректно нели засегнати во овие случаи на семејното насилство. Она што треба да го знаат сите граѓани е дека не само кампањата, не само говорите кои што ги имаме како одговорни лица во министерствата, директно заедно со Министерството за внатрешни работи, Министерството за социјална политика, демографија и млади, вклучувајќи ми мене како заменик министер, учествуваме во работната група која што на 7 дена се состанува во Министерството за социјална политика и се работи член по член на усогласување на закон. Некој ќе каже дека е само закон. Дека, окей, имаме закони, тие се добри и слично. Меѓутоа, кога седнавме на иста маса, сите чини како што и треба да биде, а не секој да работи сам за себе парцијално во овој систем на државата, седнавме заеднички. Министерството за внатрешни работи, Министерството за социјална политика, демографија и млади, центрите за социјална работа, полициските станици, професорите од токму од оваа фела на семејно нели насилство и правото, потоа правда, Министерството заедно со и невладиниот сектор, мора да го поздравам и нивното учество проактивно во рамките на работната група, каде што сите аномалии до сега што биле во системот, буквално член по член ги детектираме каде и како треба се постапува, и благодарност до обвинителите и судиите. Мора да кажам дека за оваа тема и они вака најдиректно се вклучени и учествуваат нови работни групи и се голем придонес за да кажат каде имаат пречка при носење нели на одредени одлуки. Зошто е, па ќе кажам бројките, сега ќе се навратам назад, ова се ќе направиме. Така. Зошто бројките се на пријавување високи и слично, доведе до ситуација да судовите веќе изрекуваат во рок од 6 до 12 часа веќе директни мерки за отстранување на сторителите. Так. И тоа го спречува секој понатомошен начин на тоа семејно насилство нели да ескалира во несакани последици према нели најчесто најголем процент се жени кои што се жртви на семејно насилство, ама тука се она што нас најмногу не загрижува како центри и социјална работа се доколку има дечиња и дечињата се инволвирани во тој процес кој што значат големи трауми за нив и така натака, така да целиот систем кој што за жал години сите викаме имаме систем, денеска веќе ќе направиме систем каде што алармот ќе почне од моментот кога жртвата ќе заврти или
или некој друг нели ќе пријави семено насилство, од тој момент се вклучува црвеното копче алармот и сите институции последователно ќе бидат алармирани, информирани во истиот момент и ќе постапуваат заеднички. Јас себе како човек да речем условно неутрално што гледа работата од страна поврзана со целиот тој процес во борбата против семеното насилство, морам да кажам дека почна да се придвижуваат работите, почнува веќе да се има верба во одредени институции, кажа дека сите сте се обединиле, што за мене е еден голем успех, едно големо браво за сите вас кои што учествувате. Видливи се веќе некои резултати, нели експресно беше осуден оној што учествуваше нели на индиректен начин во кој што се го земе животот жената и детето. После тоа нема привилегирани, председателот на владата кажа нели човекот неговото обезбедување кој што го имал тоа направено подеднакво постапка. Да, во законот и тоа вака мате дава охрабрување Ѓоко дека работи веќе тргнат конечно на добро и дека еден од најголемите проблеми кои што со години бил прикривен во нашето општество конечно ќе почне да се решава. Сега на виделина, никогаш нема се реши. Претпоставувам дека секогаш ќе има ваква појава бидејќи е светски феномен, не е само нели во Македонија, меѓутоа постапувањето на институциите и тоа што ќе го знаат сторителите дека унапред знаат што ќе се случи, претпоставувам дека може да доведе до намалување на фаталните последици од овој тип на насилство. Ама во секој случај кај нас малку влија и на тоа и одредени традиционални размислувања семејни, па да не се кажува, да не се збори, па да не излегува не семејството, па срамота е, па ова, па она, мислам дека тие работи треба да ги надминеме. Веќе да ги надминеме, така. Дека треба да живееме нормално во едно општество. Да отвориме на друга интересна тема. Сигурно ќе се согласиш дека дигиталниот свет покрај бројните придобивки за младите кои што ги има, носи негативни појави како сајбер насилство, зависност, психолошки притисоци кои што влијаат буквално на менталното здравје на младите луѓе. Како да се справиме со овие современи предизвици? Гледам деновиве многу држави преземаат одредени мерки во врска со тоа. Постои ли начин на кој што можеме да се справиме со овие предизвици? Не можеме да ги анулираме тоа никаде во светот, никој не успеал, нели? Но нели да до негде нешто да барем се контролира на некој начин. Започна веќе и ова не го ставаме веќе под да кажам под тепих, народно кажам, нели како порано, тоа не е страшно. Не, денеска веќе знаеме дека овој феномен е веќе премногу присутен и кај нашите најмлади, нели, дечињата и за жал имаме, ако го видите, повторно ќе се наватам за жал на билтенот на Министерството за внатрешни работи каде што девојчиња снимале на TikTok, прикажале како малтретира девојче во Ѓорче Петров, мајка извадила, не знам, нож во училиште во аеродром на учителката и така натака. Значи сето ова предизвикано нормално тоа нашо децата Ево кази баба нападот ученикот, нели? Точно, и тоа многу примери имаме, за жал, и дури стана и секојдневни, вака да застрашувачки. Сите имаме, нели, дечиња, најголемиот дел од нас во пред се во образованието, нели, присутни повеќе часови во текот на денот го поменуваат токму во училиштата. Започнавме една како иницијална покренување на таа свест беше Собранието, односно оној клуб на млади во рамките на Собранието на Македонија и навистина за поздрав и таму пратениците кои што нели се дел од тоа темелно и детално ги разработуваат темите, веќе со конкретни компаративни анализи, што е многу добро. Меѓутоа не само они. Кај нив е вака дебатата широка за да може јавноста нели и сите да допреме многу побрзо до нив, заедно со министерот за дигитализација, што е вака за поздрав за Стефан кој што е дел сега веќе нели како ново министерство. Веќе 2 години. Да, има одлични мерки и навистина постојано сме во разговори, пробуваме да направиме нели се што можеме во тој елемент каде што се наоѓа он. Он е вака навистина има многу добри мерки како директно ресорно министерство. Тука се секако министерството за социјална политика, меѓутоа и за образование како директни учесници во процесот. И општините. Да не ги забораваме општините, бидејќи образованието на воспитување дечињата во детските градинки и основното образование како основа нели на еден млад човек доаѓа токму од локалните самоуправи, односно по директна надлежност нивна и навистина треба да бидат директно инволвирани и тоа беше и пораката, нели дека секој треба да мисли на токму на тој елемент. И имаше многу добар пример, мора да поздравам градоначалникот на аеродром кој што истакна, не само он, има и други градоначалници, он беше вака присутен и го искажа моментот каде што во рамките на општина аеродром, на пример, мобилните телефони за
тие дечиња во основните училишта е забрането за да ги потребуваат за време на училиштето, односно часовите кои се содржуваат во тие основни училишта. Со тоа, претпоставувам дека како една мерка се спречува да се трга вниманието на децата од образовниот процес, меѓутоа и сите оние, за жал, народно ќе се изразам, неубави содржини, односно глупости кои што се појавуваат и ги гледаат децата на оние TikTok феномени и другите социјални мрежи, како кратки шортс видеа, нели, кои што идат, предизвикуваат, нели, да они тоа го проба да го направат, нели, на своите соученици како тренд, да бидат дека се модерни, дека нешто. Сметам дека ова е едниот елемент, другите елементи кои што треба да се употребат, ако што може да ги употребиме, е директниот разговор со родителите. Тоа треба да направиме преку тоа дека треба родителите да бидат инволвирани. Секако родителите, не може да му дадете на дето прво деление да има мобилен телефон. По мене не треба да го оддалечуваме од технологијата, кој што денеска забрзано се развива и светов се базира токму на такви елементи, знаеме, вештачка интелигенција и така натака, не да ги отргнуваме. Меѓутоа, нивната ограничена употреба и правилната употреба на овие мобилни телефони или смарт уреди може да доведат само до развивање на нивниот потенцијал, меѓутоа не за такви неубави содржини, нели, и некорисни, туку за нешто друго. Така да работата со родителите е елементот кој што заедно треба со Министерството за образование и секој еден феномен кој што ќе се појави од типот на ваква, за жал, малолетничка, буквално девијантна појава што ќе се случува, да биде и Центарот за социјални работи најдиректно и веднаш известуван, за да можат службите да има мерки, и по закон имаме мерки за, знаете, родителско ограничување, потоа ќе има надзор врз родителите. Значи имаме механизми, да се правни, контролни, кои што можеме да ги ограничиме и однесувањето на родителите. Постојаната комуникација на стручни луѓе со дечињата во основните училишта, исто така и тоа е, односно тоа е де факто еден тип на обука како дечињата правилно да ги користат токму овие уреди и како да, нели, кои апликации да може да бидат користени и така да не е само да му забраниш. Не можеме да ги лишиме од, за жал денеска во 2026 година, младите луѓе од овие уреди. Но и нека се едуцираат преку нив за некој работа, има позитивно да биде сето тоа, нели? Да биде позитивно и можеме да го насочиме, така да треба една голема кампања, веќе кажав се спремаат компаративни анализи да видиме каде во која држава што е употребено. Пример имаме дека во некои држави TikTokот е забранет, нели, како апликација забранета. Меѓутоа ние знаеме дека Македонија денеска со овие ресурси, со овој потенцијал, дека многу тешко може да ограничиме одредена, нели, мрежа од таков тип и слично, така да мора да ги потребуваме сите овие други механизми кои што убаво кажа и ти претходно. Оно традиционално однесување како семејство што ден денес се уште постојат во Македонија, треба да го потребиме тоа за да додеме до младите луѓе да се намали делот на користење на погрешното користење на делот овие смартфони и социјални мрежи. Имате апсолутна поддршка од проверите за тоа што го правите, бидејќи тоа е феномен не само во Македонија, и на светско ниво, кој што за себе остава пустош меѓу младите луѓе со само погрешни вредности, би рекол. Пред малку ги спомна центрите за социјална работа, секогаш интересни во делот на живењето и политиката во Република Македонија. Денеска беше во посета на Центарот за социјални работи во Велес, во рамки на акцијата за проверка на корисниците на гарантирана минимална помош и социјална сигурност. Што конкретно представува оваа акција? Која е нејзината цел? Што опфаќа овој процес на проверка што се спроведуваат во центрите за социјална работа? На кој начин евентуелно се утврдува дали корисниците ги исполнуваат условите за користење на овие права? Знаеме дека во минатото имало многу злоупотреби на оваа тема. Јас сум бил сведок поминатото кога луѓе со Мерцедес, со БМВ застанува пред Центарот за социјална крижа и оди да се земе пари, нели, од целата работа. Што се случува? Има ли? Таа појава во одредени елементи денеска е присутна и затоа во континуитет, буквално во континуитет во овие 2 години, прво првин системски, сите оние податоци кои што ги имаме како министерство,
на корисници на гарантирана минимална помош или популарно или поранешно социјалната помош. Корисниците и социјална сигурност веќе денеска оние возрасни над 62-64 кои што не се стекнале со пензија, нема други приходи, не може да се издржуваат, да државата ги субвенционира по тој пат како да бидат во системот стабилни и вклучени. Такви се повеќе од 45.000 во моментот согласно работата која што имавме со сканирање на сите досија од центрите за социјална 30 центри за социјална работа во Македонија. Тоа е голема бројка. Голема бројка, да. Голема бројка со оглед на колкаво население активно имаме во Македонија, присутно и така натака, по сите параметри. Бројката од 45.000 корисници на овие две помошти како директно бидејќи немаат никакви приходи е навистина сериозно и водејќи се тоа заедно со владата и премиерот одлучиме дека мора да се преземат директни мерки. Што е контролава која што денеска ја правиме како министерство, односно Центар за социјална работа? Законот е во ред и таму кажува дека на година дена се прави преиспитување на предметот, се гледа дали некој не ги исполнува или ги исполнува условите во целост и така натака. Меѓутоа некако така направен законот, за жал во 2019 година кога го измениле претходната влада и тогашните министри во социјална политика тогаш и труд, направиле една ситуација да буквално социјалните работници со она што им било зададено како работи задачи го намалат контактот со овие корисници, односно со семејствата. Тоа значи дека они, ако порано имале почести контакти заради вклучување, да ги вклучат на пазарот на труд, да работат, да ги извадат од социјалната помош која што ја земале, денеска буквално во овие 6-7 изминати, па и ќе кажам 8 години, доаѓа, поднесува тие 5 документи кои што 6 се бараат согласно правилникот, доколку под документи се окей, му даваат социјална помош и другото никој ништо не гледа, за жал. Значи до таму се доведа, до тој степен се доведа, не се виновни ниту центрите, ниту социјалните работници, бидејќи таков е моделот кој што некој им го приложил и тоа веќе ќе дојде момент и да го промениме сега во следниот период со една функционална анализа кај што ќе покаже дека ова е слабост на самиот систем. Меѓутоа да не го чекаме тоа, одлучивме дека треба да се направат проверки директно со повикување на корисниците, да ги видиме, да се поразговараме со нив, да видиме да не е променета состојбата, дали бараат работа, бидејќи ќе видите дека 18.000 работни места по статистика се денеска слободни работни места. Фирмите и компаниите во Македонија бараат на пазарот на труд работници, па дури увезуваме често е тоа тема и ја слушаме. Да ги видиме, буквално да осетиме енергијата и кај нив. Дали имаат желба, дали само се стремат да земат социјална помош или сакаат нешто друго, дали работат надвор во сивата економија или не. Тоа се дали сакаат во системот да се вратат да работат. Дали сакаат да се вратат во системот, токму тоа и на тој начин сакаме да ги излечеме, буквално да им помогнеме. Не го правиме тоа за да фатиме некого дека не исполнува услови, тоа ќе се видат по параметрите, ќе се исчисти по природен пат. Меѓутоа сакаме на луѓето навистина и на тие семејства да им помогнеме и тоа е тенденцијата и ни требаат точните бројки. Зашто политиките се градат, барем во социјалната политика, на точни и прецизни бројки. Ако имаме точни бројки, знаеме дали треба да покачиме социјална помош, дали треба да змениме одредени услови, дали отидеме во друг правец да однесеме политиката, ама само со точни бројки. Ако имаме бројки кои што се девијантни, политиката на крајот ќе биде погрешна и нема да постигне целта која што сакаме да постигне. Така е, и мора да се проверуваат сите овие работи, знаејќи дека државата беше практично ѓоко девастирана во 7-8 години наназад. Ништо не функционираше, беа уништувани одредени системски работи. Вакви фантомски прикази, бројки се покажуваа во сите сфери. Една обична работа што е надвор од политиката во фудбалот, например, имало 30.000 регистрирани фудбалери, па кога се дојде промената фудбалската федерација, исполни дека се 10.000 луѓе. 20.000 ги немало, нигде не постоеле. Тоа често појава во нашите системи. За жал така тоа збориме за дигитален свет, збориме за пристапност податоци све, меѓутоа појавите се во повеќе сегменти, не само во еден. Па јас можам да кажам дека по позицијата во Македонија заглавена во времето назад и тоа е еден проблем кој што треба и они да си го решаваат. Ајде да збориме ние за нешто што е најмногу ги интересира можеби граѓаните во Република Македонија, тоа е категоријата пензионери, имаме многу пензионери во држава, стара држава сме за жал како и сите на Балканот веќе, значи не е тоа само кај нас процес сегде
старееме како нација. Во ноември минатата година најавивте покачување како Министерство на пензиите согласно законските прописи, при што пензиите од септември 2024 до март 2026 година линеарно се зголемија за 7.000 денари. Сега, колку е значено ова зголемување за животен стандард на пензионерите? Инаку, пред да одговориш на ова прашање, поврзано со ова една интересна работа која што баш не доби многу јавност, а тоа е реакцијата на судот, во која што знаеме дека во изминатиот период од страна на опозицијската СДСМ, мислам дека најмногу, се пласираа бројни обвинувања дека линеарното зголемување на пензиите е спротивно на законите на пензискиот систем. Уставниот суд со одлука од 4.3.2026 година запре постапката за негово оспорување, со оглед дека судот оцени дека нема основ за укинување и законот како таков останува во правниот поредок. Дали ова практично значи дека се потврдија ставовите на владите дека обвинувањата за незаконитост биле повеќе создавање од политички тензии, отколку реален правен проблем? Дали се согласувате со оваа констатација прво за судот да збориме дека се работело за само дневна политика, дека работата била чиста и справедлива, нели? Зошто не ја коментирав, мога кажа, не отиде многу во јавност одлуката која што донесе на тој датум пред само месец и половина Уставниот суд е дека во многу наврати и самата влада и премиерот, меѓутоа и ние како министри дел од владата сме одлучиле дека одлуки не треба да се коментираат и се држиме, нели, до тоа знаеме каква е судството и обвинителството, каков рейтинг има, процентите се застрашувачки, нели, колку народ верува во нив. Затоа и не ја коментиравме во голема мера, нели, одлукава, иако ја поздравуваме сега во моментов имам прилика и добро прашање, мислам одлична констатација. Системот како што е поставен, нели, пензискиот во моментот. Оно што го направивме како интервенција, секој премиер, секоја влада, секој министерство, мислам, од оваков тип кој што треба да ни помогне, новие луѓе кои што беа, ќе замислиш кога дојдовме од 2024 година, таму јули месец, нели, кога веќе се презема министерствата и владата, ги извадивме бројките на категориите. Ели, колку зима од 10.000 до 14, од 14 до 20 по категории, прва, втора, трета категорија. Ќе видите бројкава дека повеќе од 120.000 пензионери во тој момент беа до 14.000 денари пензија. Сега, замисли на каков раб работеле по 40 години овие луѓе. За жал земале мали, нели, примања имале во онаму каде што им било работното место и толку биле платени во тие моменти, по тие фабрики кои што постоја, нели, знаеме во тие до тие 90 години, потоа згасна и за жал не плаќале донеси, па технолошки више голем дел од нив и така натака, да тие луѓе имаат по 14.000 денари или до 14.000 денари пенсија. И логично беше, и тука не треба да има дилема, никој и Уставниот суд претпоставам водејќи се по овие бројки кои што и ние потоа и во образложение до нив, нели, како мислење сме ги представиле за сватат што била суштината на законската интервенција која што направивме веднаш во август 2024 година. За, нели, овие 7.000 денари да станат за година и пол реалност на пензиите на овие пензионери. Та денеска тие имаат 21-22.000 денари пензија, онаа што е зборам минимална ниската граница и веќе е на само 3.000 денари од минималната плата, што е одличен резултат. Добро постигнување, зборам за влада во рок од 2 години да ги 120.000 пензионери да ги интервенира. Тука се 100.000 кои што исто така се презадоволни од оваа мерка и мал дел кои што имале високи пензии, сега веќе ги напоменеме и тие се оние кои што претпоставам дека беа можеби погласни и така натака, кои што биле функционери низ нивните години и добро е управувале со институции, заработувале повеќе. Никој не го спори тој момент, меѓутоа на самиот почеток убаво го истакна еден елемент. Македонија по устав е социјална држава. И ние треба да се грижиме за оние граѓани кои што реално немаат и треба да им пружиме шанса за да останат тука. За жал тие луѓе нема каде идат. Млади затоа што беа платите ниски, заминуваа низ Европа и низ светов за да заработуваат. Ама овие луѓе нема каде да заминат. Немаат избор. Немаат избор и мора да бидат тука и со тие ресурси мора да ги чуваме. Така да сметам дека и политиката која што донесовме, зборам, тогаш интервениравме најдиректно за највозрастната категорија, онаа која што ги поставила темелите на оваа држава, на оваа современа држава како Македонија, дека заслужија ова да го направиме за нив во овој мандат. Секако следат
работат две работни групи паралелно на повеќе теми по однос на законот за пензиско инвалидско осигурување, бидејќи се менуваат тековите во светот, ги следиме трендовите, разговараме со Светска банка и Монетарниот фонд нели согласно старење на населението и слично, за да направиме интервенции кои ќе бидат корисни за идните генерации на пензионери, а пензискиот систем да остане одржлив и стабилен, да не направиме нели одредени пореметувања, така да и во блиска иднина ќе скочиме со одредени конкретни предлози и мерки кои што ќе значат интервенција на повеќе елементи во делот на пензискиот систем. Така јас како човек кој што 35 години следи политиката во Република Македонија, мерките кои што ги прави обично ВМРО да помане кога има влада и кога е на власт, иако е нели десничарска партија условно кажано, ВМРО да помане прави одредени мерки и акции кои што би требало да бидат условно кажано левичарски, меѓутоа јас тргам од една друга филозофија дека ВМРО е нели народна партија, работи за својот народ, за македонскиот народ. Меѓутоа најголемиот парадокс е искрен да бидеме како партија која што се вика Социјалдемократски сојуз, која што треба баш да се грижи за ранливи категории, за социјални категории во државата, ваков закон во кој што се помага на тие социјални категории, го успорува пред Уставен суд. Не можам да го сватам тоа, никако вака искрено да видам. Ќе интервенирам една поранешна министерка се Атеничка, да не именувам, која што давала само по 70 денари покачување на пензиите, нели онај март, септември секоја година. За жал го критикуваше тоа што ние интервенираме и им даваме на пензионерите, нели ова што го објаснив и претходно, за нивните пензии да бидат нели нормални во Македонија. Најголемите критики доаѓаат од еден таков човек. И се еве тој феномен, јас со чудовички дури најдиректно вака викам, не те разбирам како можеш ова да го критикуваш кога така ова треба да биде политика заедничка на сите. Што е интересно, не бил само министер, туку и работел во тоа министерство долги години, искуство кој што не би требало така да посебно и тој елемент не треба така да размислува. Не треба така да размислува. Секој што сме дел од тој систем како што и јас нели доаѓам од таму. Тоа ајде сега одиме од најстарите кај најмладите, може. Годинава се започна со отворање на нови детски градинки, нешто што е рак рана секогаш овде во Македонија, како во Скопје, така повеќе општини во државата. Каков е планот на Министерството до крајот на година во однос на проширување на овие капацитети за згрижување на деца? Колку нови детски градинки, нови објекти или другат би се планирани со отварање до крајот на 2006 година? Знам дека на голема акција. На голема акција, да. Повеќе, мислам дека ќе завршиме до 2026 година, ќе завршиме со отварање дополнително уште најмалку 10 градинки низ Македонија. Значи тоа зборам 2026, инаку во процедура се вкупно, ако ги земеме во обем, она се што е започнато, повеќе од 49 објекти. Каде најмногу отприлика? Од низ цела Македонија се интервенира. Најмногу во Скопје, затоа што тука е навистина голем притисокот. Значи другите градови 5 години две за упис на деца да запишат. Некој имаше и коментари, сум ги прочитал, вика детето ќе започне во училиште или пред да започне да трне во градинка, за жал во одредени општини, затоа Ѓорче Петров имаме веќе 3 објекти кои што тековно се започнати и се реализира. Таму е голем притисок од аеродром, имаме исто така голем притисок, газибава се работат, завршна веќе фаза имаме, ќе отвараме сега за кратко една по 5-6 тоа се веќе се како порано биле местни заедници, денес ќе имаме буквално може да биде општина вака во рамките на општината, до тој степен се густо населени. Така да кисела вода доведовме со сите интервенции што ги направивме и досега што завршуваме, ќе доведеме до нула на листите на чекање. Така да веќе сметам дека до крајот на мандатот на оваа влада, или уште следните 2 години, дека ќе доведеме во Скопје да листите се намалат навистина драстично. Дај Боже да има дечиња, нели, да демографијата отиде во правец на тоа да има потреба, не да викаме дека таман се овие градинки и готово сме завршиле работа. Секогаш треба нови да отвараме. Секогаш дај Боже да има нови, меѓутоа она што е добро во Министерството, затоа толкова голема бројката е дека размислуваме за и се работат на оние мали просторни услови, значи веќе да не се градат преголеми градинки, освен кај што има потреба, туку во оние простори кај што имаме за две занимални да се направат и ги исполнуваат сите стандарди и услови, да можеме помали 2 групи во некој населено место или рурална средина се отвори таму и на тие што се живи средини да може да бидат нели тие семејства да може да се илучат во нивната средина.
нешто што било нели до тие 90-ти години училишта знаевме дека има во секој нели буквално село или рурална средина. Го враќаме онаму каде што нели се живи и имаме можност, ги враќаме токму овие во помални просторни услови детски градинки и со тоа нели офаќаме буквално секој дете да може да биде офатено и тоа ни е заложба како држава и по стратегијата и по сите елементи да нели го намалиме, односно го зголемиме процентот на офат на дечиња во детските градинки и мислам дека правиме одлична работа и прв пат мора да кажам дека овој министерство веќе има план. Порано знаеш како беше, ако политичка партија од која што е на власт, тој градоначалник во таа локална самоуправа му е близок и има добра и до министерот има добра комуникација или до не знам премиер или не е важно во владата некој, таму ќе се гради детска градинка. Иако нема потреба да рече. Иако нема потреба, имаме еден таков за жал прекрасна градинка, ама ќе видиме колку дечиња ќе се по отварањето за кратко во Делча. Ќе се покажат бројките на крај не ја направија, ево премата ќе за кратко време ќе биде опремена таа детска градинка, ќе отвориме. Така. Меѓутоа за жал толкова голема, нели, просторна градинка, што е прекрасен објект, вака јас сум го посетил и сум го видел, меѓутоа жално да зјае празен и да се потрошат толку многу средства кога можеме да направиме други 2 или 3 помали кои ќе бидат функционални за други општини и средини. Така да тоа веќе е минато, сега веќе се прави по план. Значи точно знаеме колка е листа на чекање, колка е офатот, каква е демографијата во таа општина во кој правец се движи, сето тоа се прави анализа пред да се донесе одлука дали капиталната инвестиција ќе биде имплементирана во одредена општина или не. Тоа кога се збори на централно ниво, секако локалната самоуправа има право и самостојно нели да одлучува за одредени и да користи нивни средства за одредени нивни капитални проекти. Така, но ова е основа практично за многу други работи што се поврзани со постоењето на градинки на одредени места. Значи тука е можноста родителите да работат во полн капацитет, да се отвараат работни места, да се зголемуваме, да се шириме и да бидеме она што треба да бидеме. И токму ова ми ја наметнува наредната тема која што еве слушајќи и твоите одговори, ствари ти ми ги наметнуваш темите една по друга, ама исто многу битна, можеби најбитна за мене во периодов е токму ова која што говориме демографијата во Република Македонија. Учествуваше на една министерска конференција пред водење на промените патеки кон демографската одговорност согласно потребите на луѓето. Ова беше под покровителство на владата и претседателот на владата Христијан Мицковски. Според она што го знам, главен фокус беше демографската криза, потребите од заеднички политики и решенија. Дали демографијата станува едно од најважните прашања за иднината на Македонија? Јас мислам дека е, ќе се наврата може малку и на шега, уште се тоа уште пред 15 години го говореше мојот драг пријател Владко Ѓорчев, кога многу луѓе вака се смеење гледаат. Што мислиш, Ѓоко, колку е важно ова прашање за иднината на Македонија, демографијата? Кај сме, што сме, кои сме, колку сме? Колку сме стари млади? Колку сме стари млади, така. Да не звучам политички, меѓутоа презнакот на министерството не случајно дојде, нели, по промена на име, не само промена на име и надлежности, туку и политики. Не случајно ја организиравме една од најголемите конференции кои што еднаш до 2 пати годишно се организира на светско ниво и се случи тоа да биде во Скопје, токму во 2026 година. Не знам дали толку министри присуствувале и заменици, нели, владини представници на толку многу земји, нели, во даден момент на една ваква тема важна од ваков тип, така да навистина и оно искуство кое што го преземавме и го слушнавме од разни земји со различни искуства, со различен фонд на користење на нели средства кои што сака да спречат, нели, односно да развијат демографијата, да спречат одселување, така на така сите оние феномени. Ќе извадиме после ова во завршна фаза е за прва стратегијата за демографија и таков еден документ кој што ќе биде основа и неслучајно се работи веќе повеќе од година и половина за да биде еден квалитетен документ. Секој може да донесе документ, знаеме, и да го биде ратификуван, изгласан во собрание и така на така, и потоа влезе во некоја фиока, едно-две активности ќе се спроведат и толку, не. Ова ќе биде стратегија која што сето ова кој што
сме го осознале во овие години назад какви слабости има системот, кај треба да интервенираме, на кој начин. Ќе одавам за пример, го споменуваат и премиерот, мислам дека често оној феномен со премногу илјадници, милиарди дадени пари во странство, Кореја, Јужна Кореја, кој што сака нели да зголеми демографијата, има потреба од такво нешто. Меѓутоа и покрај потрошените милиони и билиони долари, за жал кривата иде надоле. Така да не е се во парите, очигледно. Има потребен е еден сет на комплетни активности, каде што како еден, темата нели, ако се отам претходно, дека ако немате детска градинка, ако детенцето не може да денеска традиционално веќе се одвојуваат, знаеме младите, нема она баба, дедо во издом и така натака, тоа е веќе нели феномен кој што е присутен во Македонија. Ако нема детенцето да иде 8 часа во градинка, едниот родител ќе остане, мора да остане дома, така, додека не отиде во училиште, тоа се изгубени добри 5 до 6 години од работниот век на, нели, и нормално се размислува после тоа дека со една плата толку е, нели, можноста за да живеат во Македонија, и да се размислува феноменот дека треба да заминат надвор, бидејќи, нели, претпоставам дека надвор ќе биде малку поголема платата, ќе се заработува малку повеќе и квалитетот на живот, нели, ќе биде подобар. Така да ова е само еден елемент за кој што говориме. Сет на други елементи, како што е подобро здравство, подобро образование, на елементот ќе се намалување на корупцијата во државна администрација, тоа многу битно. Да не мора младиот човек да иде да бара некого за ургенција да извади од матично извод и така тоа се. Има такви феномени, имаше луѓе добро ситуирани што напуштаа државата, минатото вика јас имам пари, ама не можам да функционирам како овде. Не можам у банка. Ако немам пријател овде, ако немам пријател, засевам во тоа министерство, во она министерство да легализирам, не знам, куќа или да регистрирам возило. Луѓето едноставно не сакаат повеќе времето си го трошат, младите особено, токму на овие работи. Сега овие се ситници во нашиот живот, како? Меѓутоа кога ќе ги ставите вие на една табла, ако ги напишете сите овие феномени кои што ни се случуваат, ќе читате ова е многу. Вака, купче на проблеми кои што за жал се случуваме и треба секој еден од нас да го, нели, да го решава. Така да стратегијата, она што ќе биде политики, нема да зависи само од едно министерство и не може да зависи само од едно министерство, меѓутоа предзнакот и оној кој што ќе биде водилка, ќе ги буквално турка работите во вистински правец, Министерството за социјална политика, демографија и млади ќе го има токму, ја има и во моментот таа улога, и се надевам дека со идниот акцијски планови кои што ќе се договорат и оние средства кои што ќе бидат издвоени, ќе бидат доволни да првин го запреме феноменот на, нели, оцелување, старење на населението и така да останали младите тука, а потоа да почне таа крива полека да веќе иде нагоре. Дечињата запишани во училиште, ги гледате помеѓу разликите помеѓу оние кои што се родени или новородени и оние кои што идат во градинки и оние кои што продолжуваат во училиште. Ќе ги видите како бројките идат, нели, во надолу се намалуваат, ако се родат 16.000 веќе во училиште, дека стигнат оние 5 години, стигнат до 11-12 година по едно училиште, 2 секоја година. Секоја година, да, и со министерката постојано разговараме и како тоа да заеднички како, нели, како влада, односно ресорни министри, да можеме да интервенираме во тој правец, така да постојани се тие разговори и наоѓање начин како тоа да го елиминираме. И индивидуално, како така, ви. Знаеки Ѓоко дека значи луѓето кои што живеат на овие простори, зборам Македонија, без оглед од која националност припаѓаат, не така далеку до пред 2-3 генерации биле многу детни семејства, значи кај нас традицијата постои на многу детни семејства, на многу деца, има, како викаат на шега, вика баба ми и деда ми беа, вика по 7 деца, по 8. Кај татко ми вика 2, вика ние едно, вика мојата ќерка вика чува куче кое што е стерилизирано. Нели вака буквално онака паѓа целата. И така буквално се вака речениците наредени и за жал ова треба да го промениме. Да почне убаво беше она, има една издадовме, е символично, меѓутоа учебникот во што замена во прва оделение, учебник или прирачник ќе го наречам, татко, мајка и бато и дада. Значи дека веќе треба да го враќаме она
кучево само да го вратиме на Така. две дечиња назад, така да Па и председателот Трамп на Америка си кажа татко си е татко, мајка си е мајка, маж е маж, жена е жена. Не може друго да биде, нели? Не може друго да биде. Се сложи. Активен си многу последниот период. Оваа седмица заедно со градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, со сопругата на премиерот Рози Мицковска и градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска, го отворивте центарот за поддршка на лица со дијабетес и церебрална парализа. Колку се важни овие проекти за обезбедување на достоинствени и нормални услови за живот на овие лица? Ако знаеме дека сега дали благодарение на исхраната, благодарение на животот, Македонија представува една од државите со луѓе можеби со најголем процент на дијабетичари кои што нели ја носат оваа болест, модерна болест на 21 век. Да, за жал, оно што го слушнав, колку млади дечиња се во регистаров нели на диагностицирани веќе кои што примаат нели одредена терапија согласно оние медицински параметри, е навистина голема таму, негде околу повеќе од 35.000 дечиња што на нели дечиња кои говорам до 18 годишна возраст. А повеќе од 120.000 на ниво на Македонија е бројот на вкупно диабетичари нели кои што се во системот и примаат нели одредена терапија. Така да навистина овие центри, убаво кажа исхраната и сето она што нели значи за нивниот регулирање нели на токму на оваа ќе кажам болест нели и контролирање на истата. И контролирање на истата е многу значена. Не можете секој пат да идете кај лекарот, бидејќи термини и така натака. Меѓутоа овие центри од ваков тип како што беше отворено со поддршка на градот Скопје и градоначалничката на Кисела Вода, мора да поздравам и сопругата на премиерот кој што навистина за токму за овие теми е преактивна и учествува најдиректно со буквална иницијатива да нешто се нели помрдне за да интервенираме за сите категории, не само за овие кои што бевме присутни сега. Така да навистина е за поздрав и сите размислуваме проактивно на оваа тема. Ние како министерство буквално ги финансираме ваквиот тип на услуги, ќе кажам кај нас така се дефинирани, на веќе 98 склучени договори кои што ги имаме управни со провајдери на услуги од типот на грижа за постари лица, на грижа за дечиња со попреченост, грижа во домот, дневни центри за поддршка на стари лица, значи од неколку типови, кај што се фатени повеќе од 5000 вакви корисници во рамките во Македонија и навистина одвојуваме голема сума на средства, повеќе од 1,3 милиарди денари се одвојува на годишно ниво, токму за овие услуги да тие негователи и стручни лица, нели, може да им помогнат на овие луѓе кои што има најпотребна поддршката, како асистенти, нели, лични и има навистина добар напредок и ова услуга како министерство ќе ја градиме сега веќе во квалитет. До сега го видовме во овие изминати 5 години сите параметри, како се движело потребата, која е потребата, во кој фокус треба да биде ставен или и која категорија. Денеска веќе преминуваме кон формата на тоа да биде оваа услуга да биде дадена на квалитетно ниво. Веќе да има квалитет во тоа што го правиме како државен екосистем, бидејќи еднаш кај да го исполниш нели моментот да дадеш поддршката, потоа е оној квалитет кај што веќе ќе биде пресуден за овие луѓе да имаат и поздрав живот, општествено да се нели присутни како лица со попреченост заедно со нас на работните места и така натака. Така да преминувам веќе во втората фаза условно од овој проект, така да сметам дека како министерство сме многу фокусирани и даваме најдиректна поддршка во елемент како никош до сега. Толку договори не се склучени на локално ниво, тука се имплементира заедно и со локалните самоуправи, што е добро, бидејќи они како директни буквално треба да имат директна грижа за нели за своите жители во таа општина, така да соработката општина, провајдери, министерство е трипартитен и навистина мислам дека е нешто што е одлично, веќе се прават конкретни анализи, веќе ги имаме сите податоци во базите и ќе преминеме кон оваа втората фаза на квалитетно давање на услугите и продолжуваме со дневни центри, поддршка, опремување, отварање и на локално ниво, меѓутоа и на централно ниво заедно со центрите за социјална работа. Одлично, пака ми помина времето вечерва со тебе, Ѓоко, си наслушав многу убави работи и една од ретките емисии каде што вака
пријатно расположение те следам што збориш, бидејќи само по себе убаво се чујат вакви работи. За крај вака едно лично прашање до тебе. Доаѓаш од министерство, нели, каде што во текот на денот ретко можеш да чуеш убави работи, нели, обично доаѓаат луѓе да се жалат по било која категорија, дали се нели пензионери, приматели на социјална помош, диабетичари, што и да е. Се луѓе со проблем, со мака, нели, како велат. Сигурно се што слушаш секој ден, после тоа одиш дома. Дали си размислувал некогаш дека ова е премногу тешко до тебе, дека те исцрпува? Имаш ли подршка од најблиските во целата оваа приказна, од семејството, од пријателите околу тебе? Тешко ли е да се биде во тоа министерство со такво бреме за себе? Предизвикот е голем, мора да кажам од прв ден. Зошто кажам од прв ден? Многу често ме прашуваат, вика, ти социјална работа, нели, ова завршено, викам, не економист сум. Викам по што сум го дипломирал, нели, и се како са што е економија со нели социјала и сите овие параметри. Едноставно кога дојдов за прв пат таму 2012 година во Министерството за социјална политика, тогаш и труд, беше некако се залепи целата тема за мене лично како човек. Едноставно сакав да и по природа сум таков да знаеш оно малски живот во чај да му помогнеш на некого. Да бидеш добар, севап да направиш, севап да направиш и да бидеш добар со граѓани, нели. Тоа била дефиницијата вака кој што ме водела низ животот и сега дека што сум можел, нели, сме гледали да си помогнеме меѓусебно, да се поддржиме едноставно. Да кажам и некако се залепи целата тема за мене и поминуваа години, нели, од таа 2012 се минува и министри, и политики и така натака, до моментот да ми биде понудена нели опцијата да бидам пред тие избори, нели, како технички министер, да го водам министерството. Тешки се темите, секојдневните теми е, мора да кажам дека најтешките животни проблеми лични на луѓето се наоѓаат токму во ова министерство и без тешкоти, да, е напорно, е секојдневно комуникацијата навистина голема и многу од луѓето и граѓаните наши знаат дека сум достапен во секое време, дали преку пораки или јавување да во текот на денот се одговори нели одредена ситуација. За жал, бидејќи претпоставувам дека одредени структури како што се во рамките на самото министерство и центрите не можат навремено да ги одговорат сите прашања на овие луѓе или не се пружа доволно внимание, се сведе на тоа да треба нели ние тоа да го правиме. Меѓутоа со тимот кој што раководам во рамките на сите вработени во министерството, меѓутоа и тимот личен во што го имам како човек, е навистина луѓето се феноменални, ми помагаат многу во она што го имам како како терет во секојдневието. И на крај за домашните мора да кажам дека навистина без поддршката на нив ова нема да биде реално. Може да трае година, година и пол, две, човек на крај ќе популарно ќе кажам ќе пукне вака од целиот терет што го има како и од политички аспект, меѓутоа нели од професионален доколку се вложил, па и човечки би рекол, па и човечки. Сопругата, синот и семејството кој што го имам, татко и мајка ми навистина ми се директна поддршка и секојдневно вака мислам дека за многу работи ме бодрат и тоа е воделка на крајот денот кога дојдеш дома, завршува работото време, не знам, 6, 6,5, 7, ќе дојдеш дома и тоа е рестартот каде што со овие луѓе се полниш со енергија, сабајето остануваш у 6,5 и па продолжуваш да бидеш и татко и родител, да бидеш син на некого, меѓутоа и да бидеш во ситуација заменик министер на сите граѓани во Македонија. Така, јас тебе ти посакувам на крај да продолжиш така како што си, таков да бидеш, како премногу што каже. И никако поинаку. Не сум запомнал 40 години, не сам мерам више готово. И никако поинаку да ти посакам многу успех пред се приватно во животот и професионално во кариерата, продолжи онака како што тргна, се гледаат веќе видливи се резултатите, остани ни гордост уште во Чаир, како што сите го кажуваме тоа. Така сме чечени, кој да е Чаир, наш си е готов и нема таа работа. И повторно ќе продолжиме да во некое друго издание на Проверитас, бидејќи ова се живи теми поврзани со целата оваа работа, секогаш има нешто ново. Повторно ќе се видиме во некој издание на Проверитас и повторно ќе поразговараме за интересни теми. Ти благодарам уште еднаш што беше вечерва гостин во студиото на Проверитас. Ти благодарам тебе многу и навистина вака често те следам кога имам нели можност, секогаш од кажа да се знаеме многу одамна и навистина знаеш да ги излечеш максимумот на темите за луѓето, нели
да им биде вака да слушнат и да им биде буквално вочливо наше ќе го кажеме. По чаерски онака да тераме да се поддржуваме, треба да остане. Мислам дека ќе бидеме поддршка за пред се за граѓаните да бидат навремено информирани за сето што треба. Така, ти благодарам уште за овој збори. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на Проверите. Се надевам дека ви уживавте како што јас вечера уживав во овој разговор и на овие интересни теми. Следете не во живо на нашиот YouTube канал и на сите останати мрежи. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.